Добро вечер. Повторно со една мала измена. Значи денеска Сашко Коцев нема да биде со нас. Има обврски кои беа неодложни и мораше да ги заврши. Јас нема да ја водам како он што ја води емисијата, затоа што има уште еден кумановец кој ќе го менува вечерва. Тоа е нашиот драг гостин, новинар Бошко Тасич. И се надевам дека успешно ќе го замени Сашко, а ние тука ќе бидеме за да действуваме заедно со тебе во целата наша емисија. Ти благодарам, Даре, за твојата најава. Секако да не го заборавиме нашиот гостин денеска, Никола Николовски, кој што ќе ни сигурно помогне околу надпреварите и реализацијата и се она што е подготвено за денеска за нашите почитувани гледачи. Се надевам дека ќе биде доста возбудливо и интересно како досегашниот дел, особено третото коло од Европското фудбалско првенство, кое што ни донесе интересна завршница, интересно трето коло по кое што на некој начин, ајде ќе ве вклучам и вас во муабетот, неверојатно колку сега имаат шанса оние условно кажано помали репрезентации кои што не се во кругот на фаворити, но навистина импресионира, особено по за сите оние кои што секако ги проследија претходните два надпревари. Исланд оди понатаму кога триумфираше против Австрија со 2:1, но и секако Унгарија која можеби е навистина пријатно изненадување, но знаејќи ја историјата на оваа земја, особено фудбалската, не може да ги отпишеме или да споменеме дека навистина нема работа или пак резултатот е во втор план. Го покажа во трите кола. Ајде, Даре, да направиме пред почетокот на овие две среди да ги најавиме. Интересно ќе биде на преверот помеѓу селекциите на Белгија и Шведска, каде што директно се соочуваат овие репрезентации, Италија и Ирска, но затоа затоа што ќе ги следиме тие средби, паралелно и ќе ги информираме нашите гледачи, да се фокусираме на оваа група каде што завршија надпреварите од 18 часот. Да, 18, значи одгледавме еден прекрасен надпревар. Камо среќа да беа сите овие надпревари такви. За мене искрено Маđarска е изненадување, морам да кажам. Се сложувам со тебе дека Маđarска има огромна фудбалска традиција, али да не забораваме има 30-40 години веќе за остаток во каска зад фудбалските големи екипи во Европа и во светот. Така да ова е на еден начин позитивно изненадување и тоа е добро за фудбалот. Португалија се извлече, добро е што се извлече затоа што ја сакам да иде Португалија напред, сепак има добри играчи, добар тим и би било добро за фудбалот додат понатака. Исланд е едно исто пријатно изненадување. Пријатно изненадување, продолжува со своите изненадувања, гледајќи и групната фаза, нели, во квалификациите. И дека риболовот не име основна функција. Така, значи, и како рибарите, како што беше гостин на Сашко, како се викаше овој глумецов што беше. Он беше облечен во еден рибарски костим. Да. И он вика јас сум за рибарите пошто сакал риболов и така натака, значи Исланд е прекрасно изненадување и тоа е ја го гледам од аспект и на нашата репрезентација. Све што е ново што доаѓа малечко, а добро, а е освежување за фудбалот е убаво. Тоа сака мене, тоа ми дава мене и ги плени они неутрални луѓе. Да, меѓутоа тоа и ми кажува дека и зашто и ние да не можеме еден ден да се најдеме наскоро многу брзо да го направиме истото што го прават и они. Така да тоа е добро за фудбал и тоа е одлично. Што се однесува до вечерашниве надпревари, мислам дека Белгија Шведска е надпревар каде што повеќе ќе биде напнато, нели им значат бодовите и на едни и на други. Додека другиот надпревар Италија е веќе сигурна, со тоа што Ирска има теоретски шанси да брка победа. Мислам дека Конте најави дека ќе има и големо освежување. Да, големо има буквално целиот. Ти имаш тамо на лаптопот, вториот го имаш составот, добро? Буквално целиот втор тим денеска е во составот на италијанската репрезентација, секако оправдано им даде шанса токму Конте кога е во прашање првиот тим на италијанската репрезентација, затоа што не им се потребни дополнителни бодови, имаат 6, сигурно се први и еве го составот еве како дополнителна информација пред да го вклучиме Никола во разговорот. Сиригу на голот, потоа Огбона, Бонучи, Барзали, Дешилјо, Флоренци, Мота, Стораро, потоа Бернар Деши и Мобиле и Заза. Тоа е репрезентацијата на Италија. Секако формацијата Конте не ја менува уште од времето на Јувентус 3-5-2. Тоа игра, тоа е мислам дека ја усоврши и особено таа формација делува и дава резултат, особено кога беше и тренер во Јувентус. Ја мислам од како се игра во Италија фудбал дека се играат тие формации. Значи не е тоа ништо ново. Знаеш, не може да кажеме дека нешто
Конте сега внел нешто ново и усавршил. Ова си игра од времето на Херера, од пред тоа, од 34-та година кога биле светски прв. Значи тоа е нивниот начин на размислување. Да излезат на терен, да не примат гол, со една добра одбрана, цврста и еластична, и со брзи евентуално против напади, долги топки, како што и неколку гола дадоа нивниот првенство, да евентуално дојдат до погодок и онда многу тешко примат они гол, тоа е по традиција кај нив така. Интересно што оние бекови што се по вокација од страна ги имаат и оние офанзивни задачи, затоа што особено на првиот натпревар со Белгија, условно кажано, да, освен Де Роси, не видовме некој кој што стрикно е класичен играч од средината на теренот или креатор. Немаат они, значи, точно така, значи, да кажеме, ова вие што сте го забележиле, добро сте го забележиле, затоа што нивната игра претежно се однесува на полуконтри. Значи, они го имаат тој систем на лабава одбрана, појака одбрана. Jer on, pazi, on nema samo 3 odbrambeni igrača, on ima faktički 5. Da. Jer i tije stranični igrači koji mu se секогаш му доваѓаат у одбрана кога се бранат. Така да заедно со двата дефанзивни везни играчи, он веќе има 7 играчи со голмано стално 8 у дефанзива. Имаше едно интересно видео кое што успешно го фатија камерите, знаеме до каде веќе технологијата, особено по првиот натпревар, не знам колку го имате забележено, затоа што на тоа видео буквално се виде од озгора со летечка камера, ајде во наводници, се виде како одат движењата на играчите на италијанската репрезентација. Правовремено се покрива без топка просторот, буквално не може ни врапче да поминете. Он имаат еден израз, значи ја бев во Италија. Да, па заради тоа сакам да ви го довиш моментот. Израз и на тренинг тоа го работат. Многу се вика допијаре. Допијаре значи да се дуплира одбранбениот играч кој е во незгодна ситуација. Значи они никогаш гледаат да не оставаат еден одбранбен играч да биде сам еден против напаѓач. Стално мора да има некој што ќе му помогне. Да. И тоа е кај нив влезено во крвта и они тоа го работат беспрекорно и затоа се они турнирски екипи, најдобра турнирска екипа, такмичарска екипа се и секогаш одат далеку. Може не прикажуваат убав фудбал за очи, како што не знам, можеби ќе одигра некогаш. Секако резултатот е во прв план. Али така е, али резултатски секогаш стигаат далеку. Никола, интересни средбини очекуваат и твое размислување за овие условно кажано на хартија репрезентации кои што го освежија првенството и тоа пријатно. Зборуваме за Исланд, зборуваме за Унгарија, за Северна Ирска која што има голема шанса, па зошто да не и Словачка, без разлика што ги имаат оние големи имиња, но сепак и тие покажаа дека навистина добро играат. Така. За мене најголеми и најпријатни изненадувања се Исланд и Северна Ирска, од кои искрено не очекував и од кога пратам фудбал, поготово пред 20 години, секогаш биле аутсайдери, дури и за Македонија. Само да се подсетиме оние квалификации 2010 година во Јужна Африка, буквално ние се промашувавме во Рејкјавик, имавме не знам околу 20 удари кон нивниот гол, но на крајот Исланд триумфираше и не поразија. Додека во Скопје 2-0, да, тотално. А сега веќе уште во групите во раната фаза Исланд, колку што се сеќавам, обезбеди пласман, што е огромен напредок за нивниот фудбал. Се гледа дека се работи во таа држава, што мене исклучително ме изненадува. Тиново право, кога кажуваме дека секогаш одат далеку, баш заради тој нивни такмичарски однос. Сега го споменавме на треварот помеѓу Италија и Република Ирска. Да. Ја споменавме играта на Адзурите, но внимание и на преварувачки карактер има вториот дуел. Надпревар да се биде или не за шведската репрезентација. Па поголем карактер има таков, да. Да, затоа што една од двете селекции навистина ќе имаат проблеми доколку денеска загубат, но и со пораз Белгија според некоја одредена математика може да се најде помеѓу оние најдобри. Со нерешено сигурно. Трето пласирани репрезентации неверојатно може доколку денеска загуби под услов од Шведска да иде на мегдан против хрватската репрезентација. Спомена дека Караско денеска нема да настапи. Пред почетокот на европското првенство имаше и една анализа во која што велеа дека во овој исклучително јак состав на белгијанците, според имињата и на хартија, генерација која што беше во младинска категорија светски шампион. Добро. Велеа дека токму Вилноц е најслабата карика. Против Италија се покажа, но сосема се сменија работите по одигрување на надпреварот со Република Ирска. Твој тип за вечерва. Значи пази, ја не знам прво кој надпревар ќе го дават. Ја би сакал да го дават Белгија Шведска. Не знам МТВ што ќе дава. Мислам дека видов по загревањето дека токму овие две Белгија Шведска ќе дават. Најверојатно, не знам. Па затоа што и логички. И логички е според пази Италија и да изгуби прва.
Така Значи тука нема што многу да се гледа игра. И ја да сум Конте би калкулирал, би ги одморил играчите. Апсолутно. Што е апсолутно логично, не треба да му се замерува. Посебно што знаеме дека има тежок надпред со Шпанија во осмина финале и тогаш онда нема што да се лутат. Види, Белгија, ако го анализираме надпреварот со Италија, значи баш заедно го гледавме со Никола. Значи да се разбереме, Белгија беше таа што доминираше, што играше. До 40 минута кога прими гол, детски гол по мене, значи топка лета 50 метри дугачка, Джакерини ја прима позади двата центар калфа кои прават страшна грешка, некоординирана, изворедно ја прими, даде гол. И онда италијаните тие кои ќе дадат гол, тоа е више готово, завршено. Значи максимум може да се надаш изведиш нерешено. Максимум. Они се такви, тоа е. Така да мислам дека Белгија не беше толку послаба од Италија колку што наивно изгуби. И ако Италија има добар тим, има карактер, еве им шанса сега да се покажат. Иде Шпанија, ако ја пројдат Шпанија, веројатно Германија. И тоа е тоа, ако сакаш да бидеш евентуално. Види, ако сакаш да бидеш европски prvак, мораш да се соочиш со тие екипи. Нема бегање од тоа. Така да ќе ја видиме вистинската снага на Италија. Тоа сакам да кажам. Jer ова за мене не беше вистинска снага. Ги добија утакмиците рутинирано, на нивни начин, али јас сакам да ги видам сега против добри екипи кои ќе играат, како ќе играат. Тоа е за мене битно. Додека Белгија, се слагам со тебе, има една изваредна селекција, меѓутоа за сега само на хартија. Добро одигра против Ирска. Покажа еден добар квалитет, дадо и 3 гола, што не е лесно и на многу помала екипа од село не може да му даеш 3 гола, камоли на квалификации. И тоа второ полувреме. Да. Така да Белгија за мене е исто еден скриен фаворит. Уште од пред почетокот, како ги кажува фаворитите, кажав дека за мене може да играат у финале од фаворитите Германија, Шпанија или Франција, а од скриените фаворити ги кажав Белгија и Хрватска. И Полска. И Полска, да не ја забораваме, според мене има одличен состав и може да направи големи изненадувања. Меѓутоа ти ни откри сега нешто пред малце, си ги правил групите како ќе се среќаваат екипите. Да. Костурот, што за оваа страна што ја спомнаа, што се Хрватска и Полска, објективно ќе им биде многу полесно. Фактички овде се судараат Италија, Шпанија, Германија и Франција. Сите. На еднава страна, што е многу Вамо, доколку денеска Белгија евентуално киксне, ќе биде можеби на хартија еден од потешките ривали на хрватите и на пољаците, со услов доколку секако. Да, но доколку помине резултатот, нели очекувано ако победи Белгија, тогаш единствено што може да им ги помати сметките ќе биде селекцијата на Велс. А Белгија иде на оваа страна кај што се Хрватска и Полска? Да. Тогаш да не ја забораваме Белгија, зависно тогаш може да стигне до високо, ќе биде, да. Зависно како ќе заврши надпреварот. Да, така е. Сега морам едно да ве прашам. УЕФА број исклучително, ајде колку 52, 53 според новата бројка членки. Да. Дали е исправна одлуката околу проширување на европското првенство и кое е ваше размислување околу целава ова настаната ситуација, затоа што пред почетокот на првенството не настана некоја конфузија, но некои репрезентации и се залутани на шампионатот. Добро, види, еве ќе кажам кратко, ќе оставам се простори Никола да искоментира. Значи, моje мислење е дека нема да донесе повеќе квалитет, сигурно нема. Али, ајде сега да земеме и поубавава страна. Замислете ги сите оние мали држави и народ што најва за своите репутации, колку се они стрекни што ќе учествуваат на европско. Значи, кога ќе ги ставиме тие две работи на кантар, ја пак ја прифаќам оваа солуција поише. Да има 24 екипи. Па не кодат и помалите екипи, нека се израдуваат. Кога би оделе ако има 16? Така е. Тоа би било мисловна именка па и за нас, за сите. Така да мислам дека ова добро што го направи УЕФА. За помалите екипи, одлично. Јер цел живот УЕФА ги фаворизира големите тимови, големите репрезентации. Тоа го покажува историјата фудбалска овие 70 години. Еве нешто да направи за помалите екипи и репрезентации. Никола? Се сложувам со Дарко исто. Памтам и кога Платини се кандидираше за председател на УЕФА, дека стратегијата за развој на фудбалот му беше кон исток и популаризација на фудбалот, не дека не бил популарен, меѓутоа една од точките во неговата програма што мене исклучително ми се допадна е популаризација на фудбалот кон истокот на Европа и со проширувањето на бројката на репрезентации што настапуваат на европско првенство, тоа го докажува, како и
и Македонија кога доби шанса да биде организатор на финалето на Суперкупот на Европа нареднава година. Така да тоа е еден позитивен тренд и добро е што тоа се даде можност и на помалите екипи да добијат шанса да настапуваат на едни вакви големи турнири и натпреварување. Сега не може да не помине без прашањето кој е за вас ајде веќе рековте вистинско освежување на шампионатот, овие помали репрезентации, но кој ви импресионираше со играта во досегашните натпревари одиграни во групната фаза и кој ве разочара? Па добро, за разочарување не би зборел затоа што од тие селекции што не и очекував многу не можат ни да ме разочараат. Така? Да. А реално според мој некој вкус мислам дека до сега најдобар фудбал прикажа Шпанија и Хрватска. Без разлика што беа во иста група, покажаа дека ќе бидат сериозни кандидати за прво место. Полска покажа дека е изворедно цврста екипа, со неколку добри поединци. Германија се уште не брилира, али пази, Германија е Германија. Еве и сега, вчера со кого игра победи 1-0, има 10 стативи. Со сега на истина. Значи можеше да биде и 7-0. Така да германците се секојаш тука присутни. Италија ќе има многу тешка задача да стигне до крај. Го има и најстариот состав на европскиот шампионат. Да, и мислам дека можеби најслабиот состав до сега во последниве 30 години. Тој самите италијани го пишува, али добро, не треба никош нив да ги забораваме и сфрламе како евентуални кандидати затоа што им го знаеме менталитетот и сето на што го прати кроз историјата. Така да мислам дека отприлика тие се тие екипи кои ќе се движи титулата и да не ја заборавам Франција, секако која беше еднашка првак како домаќин европско, еднаш првак како домаќин на светско и еве сега пак има шанса. Добра екипа има, добри поединци и Франција е тука исто. Дали погледна на притисокот поради тоа бреме наречено, затоа што не е мала работа да знаеш дека кога си бил домаќин си ги освоил најголемите титули во фудбалската историја. Франција од сите репрезентации има најтешко бреме дефинитивно. Затоа што сите од неа многу очекуваат, знаеш фудбалот е чудна игра, некогаш некој ќе ти се брани, ќе ти дае гол од корнер случајно и ќе изгубиш. И после оди објаснуваш што се случило. Знаеш, значи може да бидат и големи трагичари, може да бидат шампиони, ама е многу потежок овој пат. Така да ќе видиме. Дополнително на тоа што менуваат и генерација. Да, има и доста нови играчи, да. Доста нови играчи прават промена на генерација. Погба, Коман, се млади играчи кои до сега не настапувале на првенства европски, светски. Али Франција има добар состав. Реално, да. Да не се лажеме. Дополнително зголемен за ова бреме што го спомнавме дека се под притисок на публиката, дека најголемите успеси ги постигнувале токму пред своја публика. Да. Мислам дека секако ги прави едни од поголемите фаворити заедно со Италија, Хрватска и Шпанија. Повеќе очекував од вечерашниве од швеѓаните. Знаеле да настапуваат добро на вакви турнири, поготово што нивната главна и ударна игла Златан Јурахимовиќ е во одлична форма. И можеби од Турција можеше да прикаже малку подобра игра, но тоа е тоа. На вакви турнири не секогаш поминуваат најдобрите. Поминуваат и најдобрите. Тоа е. Сега интересно беше и играта на англиската репрезентација. И да, никој не ја спомна, така, но некако не дефиниран е Рој Ходсон. Затоа што како да лута со стартните 11. Види, Англија има една интересна специфика. Од 66 година нема ништо сериозно освоено. Ретко кога се случувало да биде меѓу фаворитите, исто и овој пат на ова европско не брилираат, не покажуваат игра како што треба. Конечно имаат сосема поинаков состав. Имаат поинаков состав и малце Ходсон проба да го смени оној нивни стил на игра. Долга топка, па спуштање, па онда приоѓаат, па нешто ако се нешто деси и така натака. Ги нема Лампард и Жерард кои се гушеа во средината на теренот. Така да ќе видиме и Англија има млади играчи доста.
Не е вака, гледајќи го составот, не се лоши, добри играчи има. Ајде да ги ставиме нив како некој притаен фаворит од оценка во секој случај. Никола? Добро. Не сум некој љубител на англискиот фудбал, посебно што скептик сум и за квалитетот на нивниот селектор. Факт е дека имаат млади играчи. Не знам, не очекувам нешто многу далеко да стигнат на ова првенство. Али не се знае никош ќе видим. Точно. Добро. Сега мене, барем во овој дел од групната фаза, ме импресионираше играта на хрватската репрезентација. Да. Од прв момент против Турција покажа неверојатна игра. Ајде ќе кажеме, турците можеби на почетокот беа како да беа импресионирани од самиот настап на едно големо надпреварување и како под притисок. На втората средба повторно една лекција на чешката репрезентација, но се случи оној немил настан кој што никој не го посакуваше, а круна на досегашниот дел на преварите, на коцкестите е токму триумфот против Шпанија, што досега, ако не се лажам, 50 и неколку години според тона историја, никој не им направил пресврт таков на шпанската репрезентација од 1-0 се да се сврте во корист на хрватската селекција, која што и при резултатот 1-0 на шпанците имаше две неверојатни шанси. Види, гледајќи ги сите нивни играчи и каде сите играат, лично за мене ова не е изненадување. Значи, мене ми е, ја знаев дека Хрватска ќе игра добро. Само искрено не знам до каде ќе стигне. Ја дури мислам дека Хрватска може би болje да не победеше со Шпанија. Зошто? Ќе се паднеше со Италија. Хрватска во последните 20 години секој надпревар против Италија ги елиминирал италијаните. Така е. Значи се страшно традиционално незгодни за италијаните. И можеби ќе им одеше и овој пат, гледајќи им го пуси составот. Али не и се, сега е така како што е. Хрватска ако продолжи вака да игра, секако има големи шанси да стигне, по мене и во полуфинал да стигне да испаднат, е огромен успех. Сепак, меѓу 24 екипи со сите овие фаворизирани репрезентации и ведети што ги имаат, пази, Хрватска нема ведета како Роналдо, како Меси, како не знам, значи они имаат одлични играчи, ама ги немаат тој тип на ведети како Ибрахимович и Но не е мала работа да си прва виолина во Реал Мадрид и во Барселона. Али имаат еден компактен состав, одличен состав со многу искуство и тоа го покажа многу трча. Да. Дефинитивно. Никола? Се сложувам, физички се многу спремни, играат во добри екипи, компактен тим се. Немаат некоја супер звезда, меѓутоа најбитно е нели тимот да ја компониран. Ја нема да ве мачам. Важи. Да ја направам нашата традиционална со нашето зајче трајче, да видиме што трајче ќе каже за Белгија Шведска. Па еве ако погоди, а до сега се случуваше неколку пати да погоди, ќе видиме трајче што ќе каже. Кој е според него, малце морам да ги раздвојам овие, за да евентуално на Белгија. Не, додека не почне да јаде, сега само мириса. Ама еве нешто се врти сега нека Шведска. Нека Шведска. Гледаш како се менуваат работите, како во фудбалот. Готово. Значи, ја мирисаше Белгија, ама се тргна накај, еве веќе јаде од кај Шведска. Ајде, може и има изненадување. Па да се надеваме. Шведска ако победи, оди понатака, да. Оди и тоа како второ пласирана репрезентација. Белгија останува со 3 бода и тогаш највеќе ќе настрада Турција, која што со вчерашните 2 гола постигнати и победа против Чешка, на некој начин се вклучија во таа битка за последното 4-то место од најдобрите трето пласирани. Ја истурка Албанија и засега и тие буквално се тресат тогаш и испадне Турција. Да, и доколку победи и Република Ирска, тогаш пак испаѓа Турција. Добре, од тогаш затоа и добро што го дава МТ во овој меч, затоа што дефинитивно сепак поинтересен него Италија и Ирска. Да, сега само една информација дека Кристијано Роналдо
е првиот фудбалер кој успеал да погоди на 4 првенства, вклучувајќи го денешниот. Да. И со двата гола против Унгарија стигна до бројката од 8 погодоци и е на второто место на вечната листа. Да. Роналдо е на еден погодок од легендарниот Мишел Платини, кој останува недопирлив со тоа што има 9 погодоци на едно првенство и тоа во 1984 година. Да, кога беа европски прваци. Така е, Роналдо имаше, само да подсетиме, 2 гола против Унгарија, а постигнуваше 2 и во 2004 година, 2008 1 и во 2012 година 3. Има една интересна работа за тоа европско првенство 84-та. Имаше минимални шанси, јас додам на тоа европска како играч на Вардар. Значи таа година бе прв стрелец на лигата и тогашниот селектор, мислам дека беше Тоза Веселиновиќ или Милош Станиев, не може сетам точно. Да. И размислуваше да ме земе заедно мене и Пикси, ама Пикси само го зема, мене не ме зема. Оти бевме стварно најмлади играчи, имавме по 19, немавме ни 19 години. И постоеше шанса да идам, ама за жал не ме зема. Сега дале морам, јас како во почетни години кога започнав да го следам фудбалот, многу ми е криво затоа што на некој начин бев дел од таа поранешна Југославија. Останавте репрезентација која што бевте недокажана. Неверојатно ги одигравте квалификациите. Таа година се случи тоа што се случи. Жал ти е сигурно. Па добро, се сложувам со тебе затоа што тоа беше една генерација која веројатно наредните 8 години имаше големи шанси да освои еден голем трофеј. Така. И гледајќи од тој аспект сигурно ни е жал. Меѓутоа, знаеш, ние сме составен дел од нешто што се случува и не можеме тоа да го промениме. Еве, мислам дека полека почиња и надпреварот и ќе се чуеме на тогаш на полувреме да го одгледаме надпреварот. Така е. Се враќаме назад во студиото, на крајот по првите 45 минути. За сега најнеповолниот резултат 0:0 и на двете средби. Ги следиме со нашите пријатели Дари Никола. Иако немаше погодоци, сепак возбудлив и интересен надпревар, особено Белгија-Шведска, да се биде или не за викинзите, додека на вториот дуел интересно Република Ирска, секако против Италија. Подоминантна малце. Да, против Италија која што не се ангажира на овој дуел. Како што и кажавме пред надпреварите, значи подобро е да го следиме овој надпревар Белгија-Шведска затоа што резултатски е многу поважен и за двата тима. Значи Белгија гледа да не изгуби за да ја избегне Франција како евентуално трето пласирана, а Шведска пак мора да се бори да иде на победа и да игра нерешено со 2 бода, мислам дека ќе отпадне. Така да резултатски е надпреварот многу важен. Во игра? По мене не беше неинтересен. Динамичен? Динамичен, имаше акции, имаше добри шанси, видовме добри потези, само фалеа голови, штета. Никола, тебе ќе ти искористам затоа што додека одеше првото полувреме ги анализиравме паровите, веќе полека се формираат осми на финалните двојки. Ќе ми помогнеш кои се паровите затоа што еве со нерешениот резултат хрватите кои што ги споменавме како досега една од селекциите кои што навистина прикажа одлична игра, во осми на финалето ќе игра против Португалија. Веќе го имаме првото, односно второто дерби по Италија и Шпанија. Апсолутно. Да, веќе се формираат паровите. Појасен е костурот за надпреварите во осми на финалето. Германија се сретнува со Словачка, Исланд Англија со Англија и Хрватска Португалија. И Италија Шпанија. Тие се знаат сега за сега сигурно. Унгарците го чекаат второпласираниот од оваа група на Шведска, Италија, Белгија. Да. Со еден од нив. Или Република Ирска. И Велс исто го чека својот противник од како трето пласиран од Мислам дека АЦ и Е групите. Да, може би случајно беше информиран Велс више од парот. Не сум сигурен. Не, мислам дека се уште не. Преска дека ги гледавме, па мислам да не е случајно. Се уште чекаме за да се потврди. Значи уште половина чекаме, за уште половина. Е сега да ги спочитуваме нашите пријатели, нашите спонзори, станува збор за наградната игра и прилогот кој што ќе оди во продолжение. Дали е подготвен од режијата, мислам дека е подготвен. Одиме со наградната игра.
Ова е тоа што се нарекува награда и тоа вистинска награда за најдобрите, само да споменеме дека оние кои што ќе останат до крајот на овој циклус, тројцата најдобри патуваат на финалето на Европското првенство во Франција. Изворедна награда за сите оние кои што се стрпливи и кои ќе се снајдат во оваа. Тоа е права награда. Во оваа наградна игра би се snашал ти со ваков рефлекс со па не знам што го видовме? Не сум пробал, ќе пробам да играм. Иако помладиве генерации се повични, подобро ги работат тие работи, али видов дека едниот дечко е направил скоро 15.000 поени, браво. Меѓутоа сакам да кажам, значи оваа година на вистина T-Mobile Телеком. Не Телеком, значи не е ова се некое фалење или не знам што, али стварно направиле изворедна награда, десеторица додат на светско првенство, сум бил присутен на Европско првенство, бил присутен на тие надпреварувања и знам дека за тие што ќе одат на во финалето да го гледат, тоа ќе биде доживење кој ќе го памтат цел живот. Вистинските љубители на фудбал. Да, и стварно секоја чест за компанијата, затоа што прво не е мала работа да обезбедиш 10 билети, jer сепак е финале, тамо билетите више се знаат уште 2-3 месеца однапред кај ќе одат. Значи секоја чест што ги обезбедиле и второ еве ги даваа стварно на љубители на фудбалот кои стварно тоа ќе го паметат цел живот додека се живи. Никога би се snашал во оваа наградна игра? Па не сум пробал искрено, немам ни техничка можност на мојот телефон да ја инсталирам, ама сакам вакви игрички, така да ќе се снајдам со некој Android па ќе пробам. Сега ние повторно додека да стартува второто полувреме, одиме со уште еден прилог кој што е подготвен од режијата за најдобрите пенали во историјата на европските првенства и воопшто оние кои што го одбележале пенал рулетот, а меѓу нив е токму и Дарко Панчев и оној легендарен погодок на финалето од Лигата на шампионите, односно тогашниот куп на европски шампиони. Одиме во продолжение.
Ова е една од најубавите компилации воопшто што ги имам видено кога се во прашање ударите, но да ги подсетиме гледачите, да, помладите. Помладите што значи паненка? Значи паненка, ударот пенал паненка значи останат од 76-та година. Чешкиот репрезентативец. Ја имав 11 години, го имам гледано тоа европско првенство на телевизија. Во финале играа Чегословачка против Западна Германија. И заврши 2-2 и на пенали победи Чегословачка. Со тоа што последниот пенал Паненка го изведе прв пат на таков начин. И од тогаш сите понатака што изведувале ни светот го викаат пеналот Паненка. Морам да те прашам пред нашите гледачи за крај и твојот пенал во Бари, што ти се случуваше во моментот тоа? Што ти помина низ глава? Па види, тоа е, еве гледаме многу, значи ова е составен дел од играта. Многу пенал рулети одлучувале за големи титули. Па и последната Реал Мадрид Роналдо нели го шутираше последниот пенал. Што ти се случува? Нема малци имаш трема кој секој нормален човек, меѓутоа кога ќе придеш на топката више нема назад. Па гледаш да се концентрираш, нема назад, тоа е, мораш да го изведеш. Така е. Така да тоа. Сега имаме уште еден прилог подготвен и тоа сега на спротивната страна. Најлошо изведените удари од бела точка, секако вчера Рамос беше трагичен, па да видиме историјата што вели низ европските и светските првенства, секако за најлошо изведени пенали. Penalty I have ever seen. Gegen Königshofer. Boah, was macht der? Das habe ich noch nie gesehen. Zweiter Rang beim Elfmeter. Hast du das schon mal erlebt? Nein, das habe ich noch nie gesehen. What's he done? Well, he pretended to take it and then didn't seem to take it. And the referee's given a free kick the other way. What an extraordinary incident. أمير يسدد أمير ولكن سقوط أمير على أرضية الملعب وهنا أمير يحصل على إنذار أصفر وضاعت فرصة إحراز الهدف الخامس. Brazil with a chance to lead. Oh my goodness! He looks down at the penalty spot. That was almost heading out of the stadium. It was that high. A Chelsea Football Club with one kick of the ball to give them the trophy. Oh, he's missed it! He's missed it! I think it clipped the outside of the post on its way. Baggio. Yep. The pressure is on him. He has to make it. He has to make it. Повторно се враќаме во студиото и ова е одлична компилација, барем си насмеавме. Сепак и тоа е дел од спортот, тоа е дел од ударите од белата точка. Да, се случува. Сега во пресет на второто полувреме полека се подготвуваат играчите на двете средби да стартуваат со вторите 45 минути. Ваша прогноза? Па кратко, добар надпревар, виси победата и на една страна и на друга. Значи не можеш да кажеш дека некој бил баш на супериорен многу. Ке видиме. Никола? Исто, двете репрезентации со подеднакви шанси. Очекувам и посакувам барем по еден гол на двете страни и сакам и двете и да поминат. За поинтересни осминофинали. Значи да победи Шведска, све ни каже.
Оди Шведска може да помине само ако победи. Така е. Добро. Тука ние ќе го завршиме и овој дел од нашата емисија. Повторно се фокусираме на надпреварите и секако кога ќе завршат, одиме со на завршна анализа на двете среди. Повторно се враќаме во студиото. Даре, Никола, каков хепи енд, особено многу ми е мерак за Република Ирска, затоа што на некој начин, освен фудбалот, но примарно беше она што се случуваше надвор од него. За жал, лошите работи. Но ирците покажа како се навива во последните 2 дена и денеска Италија, на некој начин им помогна. Погодок во 85-та минута со овој резултат кој што заврши надпреварот помеѓу Белгија и Шведска. За жал, Златан Ибрахимовиќ ќе ја заврши својата репрезентативна кариера со неславен крај, но реков хепи енд за ирците и сега сосема поинако изгледа групата каде што се овие две репрезентации, а уште поинтересно морам тоа да го нагласам, бидејќи осмина финалните двојки каде што беа Хрватска и Полска сега се надополнуваат со Белгија и Португал. Ваша анализа и завршен збор за денешното издание на емисијата. Значи, од оваа страна се фаворитите? Белгија, Португал, Хрватска, Полска. Така е. Од тука ќе се бара веројатно едниот финалист. Па и Велс може да го ставиме. Тешко. По мене тешко. Добро. Од оваа страна се значи Германија, Шпанија, Италија, сите велеси. Франција. Англија. Ја не би ја сврстал Англија меѓу фаворити. Зборам за фаворитите. Овие 4 селекции по мене ќе го направат едниот, ќе го дадат едниот финалист и овие 4 другиот и тука ќе треба да се бара финалот. Твое видување за надпреварот Шведска, иако очекуваше... Шведска пружи, даде све од себе. Дефинитивно, ова им е најдобар надпревар во овие 3 што ги одигра. Нема малци и среќа, Белгија е добар тим, покажа уште еднаш дека имаат квалитетна селекција и може да бидат и еден од фаворитите од оваа другава група. Кога голманот е најдобар играч на спротивната страна, значи дека другата екипа одиграла феноменален надпревар, тоа го мислам за Белгија. Да, Белгија е добар тим, има добри поединци, така да ова не е изненадување секако. Никола? Исто, изедначен надпревар, веројатно најдобриот надпревар на швеѓаните досега, меѓутоа неславно не успеа да се не издржа физички изгледа. Не издржа, иако има своји шанси и моменти. Очекувам најмногу понатаму сепак до финалето од другава страна на костурот, кај што се Шпанија, Италија, фаворитите и од тука го очекувам и победникот на првенството. Сега интересно, Турција испадна буквално во 85-та минута, но реков, мене искрено ми е мерак што помина Република Ирска, го заслужија пред се и поради настапите во овој случително тешка група, каде што овие репрезентации беа Шведска. Ова беше една од најтешките групи. Така е. Се изборија пласман, а ние ќе привршуваме полека. Ви благодарам уште еднаш. Добро се дружевме на нашите гледачи, им закажуваме нова седба веќе сабота, недела и понеделник и тоа во терминот од 18 часот. Затоа што имаме супер надпревари и ќе бидеме такмици. Така, ќе бидеме заселени со Сашко Коцев, ќе бидеме комплетни. Уште враќа газдата. Така е. Им благодарам на сите оние кои што не следеа. Им посакувам пријатна вечер. Пријатна вечер. Пријатно.